Почитувани, за најголем дел од граѓаните на Македонија, најважното прашање денес е цената на левот. Цела недела, после повикот на СДСМ, владата продолжи да молчи, да тактизира и да се вади дека ништо не можела да преземе во врска со поскапувањето на левот. Тоа не е точно. Еве што можеше, а не направи владата. Прво, наместо домашно производство, владата на премиерот Груевски избра да се потпира на увоз на пченица. Затоа, откако е Груевски премиер, имаме рекорден увоз на жито и производи од жито. Според податоците на Државниот завод за статистика, и во 2007, и во 2008, и во 2009, а очекуваме и во 2010 година, во секој од овие години поединечно, увозот на жита и преработки од жито е поголем од увозот во било која година претходно во историјата на земјата. Повеќе увезуваме затоа што изразено во откупени тони, откупот и продажба на домашна пченица и рж е помал дури за 1/3 во споредба со претходно. Штом владата се определила да имаме помал откуп и продажба на домашна пченица и рж, а повеќе да купуваме во странство, логично е сега, кога пченицата во странство поскапува, да бидеме многу погодени. Второ, владата можеше, но не интервенира од стоковите резерви. Проценките на мелничарите се дека се потребни 25.000 тони пченица за задоволување на потребите од лебно жито до крајот на март, со што лебот не би поскапел повторно. Станува збор за помалку од 8 милиони евра. Тоа се смешни пари за оваа влада, ако се види за какви се проекти таа предвидела да троши годинава. Штом владата не придонела за поголем откуп и продажба на домашна пченица и рж и не интервенира од стоковите резерви, тоа значи дека владата се согласува со сегашнава повисока цена на лебот и нема намера нешто да преземе. Ако е тоа така, еве што може владата сега да направи. И препорачуваме привремено да ја зголеми социјалната помош за социјално најранливите категории на граѓани, за да можат да го преживеат овој ужасно тежок период. Ако владата и понатаму не сака да преземе ништо од ова што ја го предлагаме, тогаш на сите ќе им биде јасно. Владата сака лебот да биде поскап и дополнително да поскапи, затоа што така владата во буџетот ќе има повеќе пари од даноци, кои потоа ќе може да ги троши за работи што и се само нејзе важни. Благодарам. Дали имате некој прашање? Да. Да. Значи тоа Значи, предпоставам дека ги видовте заклучоците од вчерашната седница на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз. Динамиката на остварување на она што Социјалдемократскиот сојуз вчера го формулираше како барање и како услови, зависат од волјата на сите инволвирани страни. Така што не би влегол во шпекулација за тоа колку време е потребно за таа работа. И во врска со второто прашање, споменавте фондови и држава и така натаму. Воопшто ние не влегуваме во детали околу таа работа. Ние само рековме, јас ќе го повторам тоа, дека е потребно да се обезбедат услови за непречено и нормално функционирање на медиумите, вклучително и тој медиум кој што го спомнавте. Дали има некој друго прашање? Благодарам.